Нашите 5 стратешки приоритети беа и понатаму ќе останат. Прво, економија, инвестиции и нови работни места. Тоа беше и така ќе биде и година. Не, господине Груевски, не се работи за татковината, дефинитивно се работи за пари. Овој режим на ВМРО-ДПМН представува една голема, една огромна перална за пари. Сакам јасно пред овој народ и во име на овој народ да порачам за овој криминал, за овој грабеж, за ова предавство под маската на лажен патриотизам ке одговарате. Правдата ке ве стигне, ви гарантирам. Прво, приклучување на Македонија кон НАТО и Европската унија. Трето, борба против криминалот и корупцијата со засилување и зајакнување на судскиот систем и на државната администрација. Клучното прашање кој денес секој треба да си го постави: има ли воопшто иднина со оваа власт? Знае ли оваа власт каде не води? Често пати ни велат треба да издржиме. Добро, ќе издржиме. Кој треба да издржи? Груевски со фамилијата или народот? Дечките за 5 години се преродија и се натоварија за 5 генерации. Тие Бога молат ништо да не се смени. Неодамна Никола Груевски престојувал во Хрватска, каде разгледувал јахти. Веднаш потоа, омилениот владин бизнисмен Орце Камчев купил луксузна јахта од една запирка 5 милиони евра. Сделката е осигурана со ипотека во Македонија, а јахтата ќе плови под знамето на Панама, земја позната по толерирање на перење пари, криминали од секаков тип. Наши сознанија говорат дека јахтата е купена преку сомнителни панамски фирми за малиот диктатор и неизбежниот Искендер Мијалков. Ние знаеме колку често летал до Чешка, а сега очигледно сакаат да се скријат во меѓународните води. Нема да ви дозволиме со пари украдени од македонскиот народ да се луксузирате и расфрлате по светот. Бандо криминална! Четврто, одржување на добри меѓуетнички односи меѓу сите етнички заедници во Македонија и зборевување на меѓусетната доверба. И пето, нема да му дозволиме никого Македонија да ја прави Албанија. Ни на него, Фатмир Дехари, ни на Мечити Очаев, кој го видовме деновиве што кажаме по телевизија. Нека не ни продаваат вакви приказки. Ова нема да пројде. Етничка Албанија во Македонија нема да може ниту сега, ниту било кога во иднина. Како ја тераш работава, на крајот, Никола, апла сам ќе останеш. И замисли, уште, сите овие биле предавници, а само тој патриот. Сите биле криминалци, а само тој чесен. Сите биле луди, а само тој нормален. И кај ти е, Никола, крајот? Кој ти е следниот кандидат за нов предавник и мој шпион? Да не е Павле Трајанов? Нешто почна и тој јавно да те критикува и од тебе да се оградува. Или може би Борис Стојменов? Тој никогаш не ти бил баш многу сигурен. Можда и тој те намести на интервјуто на Канал 5 во понеделникот. Да не е Љиљана Поповска, да не се Кенанка Сипи или Стојковиќ. Едно знам, Цинго сигурно не е. Тој ти е бетон сигурен.
Тој нема никаква врска ни со транзиција, ни со приватизација. Тој има директни антички корени, не со Александар, не со Филип, туку со Аминта трети. Да не заборавам, и во Амди Бајрам можеш да бидеш сигурен. Со него идеолошки целосно се преклопувате. Целосно истомисленици сте.